Здраво, јарци, добро дојдовте. Јајде да видиме каков ќе биде декември за вас. Генерални тарот предвидувања. Зборуваме за многу од вас, значи пораките, внимавајте, некои не се за вас, некои нема да ги доживеете исто, буквално така како што се кажани. Значи јас зборувам преку метафора, вие толкувајте ги, а некои пак ќе ги доживеете можеби подоцна. Затоа што нештата кај сите од нас не може да се случат во исто време и нештата знаат да се одложат, но штом сте чуле пораката, можеби сака да дојде до вас и можеби ќе се случи, ако не во декември подоцна. Ние ќе се фокусираме на декември и на она што не очекува сега овој период, па да видиме. Но пред да започнеме, повторно кратко сакам само да ве потсетам, претплатете се, станете дел од каналот, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, се разбира доколку ви се допаѓа сето ова, тоа нам многу не значи. Сега да видиме каков период е пред јарците. Вие јарците, за секого сега ќе биде ова различно, меѓутоа некои од вас ќе бидете во ситуација каде ќе откриете нешто. Вие откривате некои работи. Ќе откриете или ситуација која сте испуштиле досега, вие сте во некоја ситуација, да речеме, и проблематична е, не е сјајна, не е идеална. Меѓутоа, до решение, до одговор не можете да дојдете затоа што сте испуштиле некогаш нешто. Нешто сте прескокнале, сте го испуштиле, не сте го виделе или заборавено е, или намерно, или случајно испуштено е. И сега, периодов, наоѓајќи се во оваа ситуација повторно, вие ќе погледнете малку наназад и ќе го откриете моментот што ви е испуштен, ќе го откриете моментот што ви фали, ви недостига, за да дојдете до решение на ова, да речеме, проблем, ситуација, што и да е во вашиот живот. Кај други од вас пак, оваа ситуација, проблематична ситуација во која сте и во која вам ви е потребна помош, асистенција од некој друг, од некоја друга страна. И што се случува, оваа помош доаѓа до вас, или вие сте ја побарале, или доаѓа, се нуди. Сега, она што мора да го знаете е дека оваа помош која доаѓа, ако е од личност, особено во знакот на лав, овен или стрелец, вие мора да знаете дека тука нешто не е како што треба. Некој ви подготвува стапица. Можеби некој ќе ви понуди помош, или сте се обратиле вие, меѓутоа погрешно тоа место каде што сте се обратиле. И да, ќе сакаа да помогнат, меѓутоа со тоа помагање тие само ви местат стапица. Нема после лесно да се ослободите од канџите во кои ќе паднете овој пат, затоа многу добро да внимавате, многу да внимавате. Дури можеби и некој друг јарец, ако е во прашање, внимавајте и на него. Внимавајте од кого периодов ќе добиете, ќе примате или ќе барате помош. Морате да сте внимателни, затоа што, повторно ќе кажам, некој ќе ви подготви стапица. Сака да помогне со цел да ве има после, да ве има во рацете. Нема да можете лесно да се ослободите после од него. Некои од вас ќе добијат помош пак, ако не значи дека секоја помош што доаѓа кон вас е со зли намери. Не мора да значи тоа дека намерите се после да ви прави проблеми, да ве врзе во нешто, во некој синџири, во некој канџи, не мора да значи. Но
и друга помош ако доаѓа можеби од некој поблизок, од некој што не ви мисли лошо, ако доаѓа од таа страна, па тогаш ќе сватите дека тоа не било помош, тоа било само трошки. Можел човекот да ви помогне многу повеќе, бил во ситуација, ја имал моќта, ја имал способноста, меѓутоа она што вам би го дал, тоа се само трошки. И нема да бидете задоволни и од таа помош. И што може од сето ова да видиме? Може да видиме дека вие најдобро е периодов да се подпрете на себе си. Колку и да не сте сега во ситуација да мислите дека сами не можете, верувајте дека има начини. Има начини, меѓутоа треба само да ги побарате начините. Начини во кои сами би излегле од ова во кое сте, од проблемов, од тешкотијава. Начини има, и тоа не е еден, јас мислам дека се повеќе. Меѓутоа многу е важно да погледнете на вистина искрени да бидете и со себе си и со ситуацијата, да не ја гледате со розови очила. Погледнете ја искрено, видете што се случува, видете како вие се чувствувате. И начинот ќе го најдете, верувајте. И затоа сакам да ви кажам и ви повторувам повторно. Мислам дека е најдобро овој пат вие да си се подпрете само на себе си. И многу не очекувајте од туѓа помош, затоа што, кажав, нечија помош не е добронамерна, а нечија помош пак воопшто и не ви помага. Тоа се само трошки. И не ви го решава проблемот, тоа е тоа. Сега, тоа е за некои јарци, нели? Други од вас пак вие што сте во некаков спор, можеби со законот, можеби со судот, можеби во некаков спор сте, можеби со некои институции од државата. Во што и да е тоа, вие ќе добиете одговор, можеби сте имале барање до некоја институција, можеби некаков е спор и добивате одговор, добивате решение и тоа решение не е во ваша корист, нема да биде во ваша корист, меѓутоа не е во ваша корист затоа што можеби се работи за корупција, можеби се работи за мито, можеби се работи за нечесни некои нешта, неискрени, нефер, неправилни. Некој можеби сака нечесно да ви одземе нешто. Сега, што правите вие? Вие ќе бидете овој пат храбри, решителни и одлучни, ова да не го завршите така, да не заврши само на тоа, и ќе барате начин како повторно да го отворите случајов, и ќе барате и луѓе кои ќе ви бидат од корист, можеби, ќе барате и помудри од вас, ќе барате совет од некакви луѓе кои имаат знаење и моќ во ситуацијава, и мислам дека ќе дојдете до вистинската личност која може многу да ви помогне. Таа личност, таа вистинскава личност, како може да знаете каде ќе ја најдете? Ќе ја најдете ќе ја препознаете по тоа не е далеку од вас. Можеби во вашето обкружување, можеби во вашето соседство, можеби во вашата средина, таму барајте. Не е далеку од вас. Ете, таа е таа порака која сакам да ви ја кажам. Сега, тоа е за некои, се разбира. За некои други јарци, ова е конкретно порака за машките, или пак можеби за некој ваш, за партнерот, за сопругот, за брат, сепак е за машкиот пол. Некој е во потрага по одговор или решение. Повторно, гледате, некако се повторуваат пораки, меѓутоа за секого е различно. Еве во овој случај, некој јарец или пак на некој јарец партнерот, братот, сопругот, е во потрага по решение
за некаков проблем. Сега може да се работи за здравствен проблем, може би, а може и да се работи за проблем со децата. И може би е физичка потрага, сте тргнале некаде да барате одговор, да барате решение, да барате начини, а може би е само потрага и начин како да се дојде до решение. Го барате и полагате многу надежи во некоја особа, во некоја личност која сте свесни дека ве очекува да ја се обратите. Мислам дека многу може да ви помогне некоја женска особа во вашиот живот. Може да е мајка, може да е баба, може да е сестра, може да е било што, меѓутоа е женска особа. И ве очекува, вие тоа го знаете, до сега може немате храброст да се обратите, меѓутоа ве очекува да се обратите за помош. Може многу да ви помогне во која вие сакате да најдете одговор, решение, било што. Затоа што ситуацијата не е добра, дали лично во вашиот живот заради финансиите или работата, или пак нешто е поврзано со децата. А може би па некој од вас имате некој повозрасен дома, нешто со здравието има проблем и сакате да најдете начин како да му помогнете, па треба да се обратите кај некоја, може би овие само докторка, не знам, меѓутоа ете од женски пол е таму каде што ве чекаат за да ви помогнат, да ви дадат одговор и да ве насочат, ако не повеќе. Некои други јарци, ова е порака за женскиот пол, вие, некој, и конкретно за некого е можеби, затоа што јас мислам дека ќе имате вие конфликт со или свекрва или мајка, нешто така, мислам, пошто е сепак жена е, и ќе имате вие некаков конфликт или некакво недоразбирање, или пак чувствувате дека сте на некаков тест пред оваа личност, пред оваа жена. Многу ќе ве става периодов на некакви тестови. И не само тестови, туку ќе ви задава и многу обврски, многу работа и многу главоболки. Ова не се обврски како нешто да се сработи по дома, туку некако ќе ви задава тежина во секојдневието, ќе ви задава главоболки, ќе се чувствувате дека сте пред некаков тест пред оваа жена и ќе барате сили и начин и енергија само да не избувнете и да не направите нешто полошо. Меѓутоа јас гледам дека ќе се контролирате само заради бракот, само заради сопругот, заради партнерот, ќе се обидете да се контролирате и тоа е многу добро што ќе го направите, затоа што ако успеете и овој пат, ова не е прв пат да се случува нешто вакво од оваа жена, вие да го доживувате, и овој пат ако успеете, ќе бидете на некој начин некако наградени. Дали од животот, дали од партнерот, дали од ситуацијата, дали таа жена конечно ќе свати дека не треба веќе да ви задава проблеми, главоболки, тешкотија. Што е да е, нешто ќе се случи и ќе се ослободите конечно. Само бидете трпеливи и издржете ги сите непријатности кои доаѓаат. И тоа е тоа за сега што ви можела да кажам. Јас се надевам дека ќе најдете барем некаква насока, нешто од помош ќе ви биде. И до следното, чао, чао.